Значи, и на вчерашниот брифинг со новинарите од страна на портпаролот на владата дадени се детали, меѓутоа работната група која го изготвуваше предлогот, односно драфт верзијата на законот, веројатно ги имала предвид сите фактори и сите елементи. Јас затоа и владата одлучи тој да се постави на ЕНЕР, да се организираат стручни расправи и јавни дебати и според некои проценки, ако можам сега грубо да кажам, над 3000 луѓе лежат у затвор, а над 4000 веќе чекаат да дојдат на ред за да издржуваат казна. Значи, целта на овој закон, меѓу другото, е и растеретување на нашите казнено-поправни установи. Министра, излезе извештајот на ПРИБА токму со најострите препораки во делот на правосудството или меѓу нив најострите. Сакам едно прашање да поставам. Се критикуваше честото разместување на суди по оддели од казнен дел во граѓански и слично. Изминативе денови председателот на Врховниот суд направи нов распоред во кој направи серија нови рокади. Запознаени сте и како може Министерството за правда да интервенира во овој дел, бидејќи беше токму тој дел силно критикуван во извештајот? Последната измена јас се дознав од вас новинарите, значи последните рокади што ги направил председателот на Врховен. Меѓутоа, колку што дознав јас неофицијално, тоа е на барање на судиите, значи нема никаква тенденција во овој случај. А што се однесува на поранешните случаеви на рокади на суди, тоа е јасно дека е искритикувано од експертите на Европската комисија и во таа насока сега за жал ингеренциите на министерот за правда се многу мали. Така, што може точно да се превземе во кој дел? Може ли некако да интервенира Министерството за правда, бидејќи дали е и законски толку често да се менуваат распоредите на судиите, по однос најчесто на прашања кои се поврзани со специјалното јавно обвинителство? Секако дека работните групи ќе ги разгледаат сите препораки и да ги не ги наречам критики на Ренхард Прибе и неговиот експертски тим. И секако дека сите ќе земаат соодветно место со цел унапредување на состојбата во целокупниот правосуден систем. Кажавте дека Јово Вангеловски не дозволува ревизија на АКМИС системот. Не реков така. Очекувам уште одговор од нив. Значи, се уште немам добиен одговор. Министре, преди имаше препорака и за покрај критиките и другите имаше и препорака за тоа судиите кои направиле кривични дела, кривично и да одговараат. Дали ќе биде тоа опфатено во некој од законите кои веќе се во подготовка или ќе има посебен закон? Останува да видиме. Меѓутоа, основна препорака на господинот Прибе и неговата експертска група е Министерството за правда, односно политиката што подалеку рацете одсуства. Ние ќе настоиме да оформиме таков систем, такви политички, законски решенија во кој би створиле услови за што по независно функционирање на судството. Мислам, што едно прашање имам само во однос на управата за санкции, има подпишано не ослободување, односно пуштен Агим Красничи, но тоа имам информации дека не се вратил во затвор. Имате ли вие ваква информација и дали има некој пропуст кај во работата на управата за санкции? Не верувам дека се работи за пропуст. Не верувам, значи потенцирам. Агим Красничи, според мои сознанија, е пуштен на викенд, што е законско овластување на самиот директор на казнено-поправната установа. И според мои информации тој е веќе вратен. Вчера имаше изјава на самиот директор, кој тврдеше дека е вратен. Дали предизборно се амнестираат затвореници, кога предизборите да ги амнестирате со оглед на поликата тоа што ќе ги опфати и законот, барем како обвини и опозиција? Како што реков, следејќи ги процедурите со кои ќе треба да се носи тој закон, ние нема да стигнеме пред избори да го донесеме. Односно, собранието нема да стигне пред избори да го донесе. Знаете дека собрание ќе работи до петок, колку што знам јас. До кога партиски кадри ги составаат начело на затворите и како што е случајот со Идрисов, каде што ги имаме и најголемите проблеми? И тоа не стручни, не се служувалци. Јас не верувам дека е тоа прашање за мене, тоа е прашање од политичка природа и ќе треба да го поставите на друго место. Во однос на законот за јазици требаше да пратени до Венецијанската
комисија паралелно со процедурата во собрание? Докаде е таа постапка? Има ли веќе стигнато некој одговор од таа? Не е вистина дека требаше да се прати паралелно, туку беше одлучено по усвојување од страна на собранието тој да се прати на мислење до Венецијанска комисија со двете спорни одредби. Знаете, тие се хартијаните и кованите пари, значи одредбите од јазикот што се однесуваат на делот на парите и на делот на униформите на АРМА. Меѓутоа, одлучено по усвојување од страна на парламентот, по донесување на законот, истите заедно да се пратат на мислење до Венецијанска комисија. Колеги, мислам... Што ова членство на судскиот совет не одите до сега, не ве канат или вие не сакате да ги држите? Што е причина? Ме канат, меѓутоа од обврските кои ги имавме во изминатиот период, не сум успеал да присуствувам на седница на судски совет. Колеги, мислам дека ги фативме сите суштински прашања. Не, Ако имате дополнително? Пошто е наша прва средба во ваков формат, јас не бегам од прашања, се дека се тие конструктивни и имаат заедничка цел, а тоа е конструктивно информирање на целокупната јавност. Има предлог од Комитетот за заштита на правата да се предлог закон има да се отворат повторно постапките за кои има некакви индици дека се политички монтирани. Докаде е таа процедура, ќе има ли таков закон, разгледана ли е? До сега тоа е во фаза на идеја, која и јас исто како вас имам слушнато од самите вас. Како што реков, во рамките на Министерството за правда е составен, односно оформен совет за следење на реформите кој има за цел давање на насоки на изнаоѓање на што поквалитетни решенија по однос на бараните задачи. Ние во вторникот имаме закажано совет, најверојатно ќе се отвори како прашање. Ние за сега немаме ништо конкретно, односно сме во фаза на анализирање дали има компаративни случаи, кога би се отвориле, како би се отвориле, кој би бил начинот сето тоа да не зема политички предзнак и така натаму. Поменавте на предходно ваше излагање кога сте давали изјава, имавте некаде кажано дека до октомври би требало да стапи на сила тој закон за за укинување на Советот за факти. Тие закони се веќе изготвени, тие предлог на закони се веќе изготвени од страна на работните групи во Министерството за правда. Бараме мислење од Европска комисија да се произнесат и истите ќе ги доставиме на освојување до владата. Верувам деновиве. Не, зборам за законот за утврдување на факти и дисциплинска одговорност и законот за судски совет, кај што ќе ги предвидиме на надлежностите на сегашниот совет за факти.